Професор Трајан Гоцевски, прв македонски цивилен министер за одбрана меѓу останатото, 2 децении декан на Филозофскиот факултет, во неколку наврати член на Советот за безбедност на Република Македонија, подоцна и на Република Северна Македонија. Многу функции, професоре, не можеме сите да ги офатиме, но ги кажуваме овие на некој начин кои ќе го дефинираат она за што ќе зборуваме. За тоа како се создаваше државата, како беше на почетоците, кои беа премрежијата, кои беа тешкотиите. Имено, многу луѓе се сеќаваат како било тогаш, кога се создаваше Македонија, но тие сеќавања се онакви какви што беа презентирани во јавноста, за оно што се знаеше. А има многу работи кои луѓето не знаеа. Постоеше опасност за која луѓето и не беа доволно свесни. Сето тоа помина така како што помина, за наша среќа мирно, за разлика од бившите југословенски републики, каде не беше така мирно, каде имаше и крвави војни. Вие бевте сведок и учесник во тој процес. Ке зборуваме за тоа, но ке зборуваме и за останатите големи процеси кои се случуваа и кои ја дефинираа држава до денеска. Професоре, за почеток ќе ве прашам, после 2 децении поминати на факултетот, се враќате повторно тука во просториите на Филозофски, па еве да почнеме со тоа, какво е чувството сега повторно да сте тука? Па, секако дека чувството е позитивно, затоа што на некој начин на овој факултет јас поминав подолго време, скоро 30 и неколку години од работниот век, 34 мислам точно. Од тие 20 години, 19 и нешто бев декан на факултетот. Карактеристично е што јас бев декан во еден поприлично турбулентен период, како што спомнавте, не само за државата, но и за образованието, затоа што ние како факултет по самостојувањето, че моравме да ги менуваме сите наставни планови и програми, моравме да правиме преизбори на наставници и така натаму, бидејќи вие знаете дека порано ние екзистиравме во една друга држава, со друг концепт, со други државни институции, така да, например, имавме ние кај нас скоро рече сите институти беа од национално значење, како што е Институтот за национална историја, за историја на уметност, археологија, педагогија, психологија, одбрана и така натаму. Тоа беа сите институти кои што мораше веднаш да се прилагодат на новата реална состојба, значи да предаваат материја за Македонија. Ако било уставно право, да речеме на СФРЈ, вие сте морали сега тоа да го правите како Македонија кога е независна држава. Например, во тој период јас предавав економика на одбраната, предметот се викаше економика на СФРЈ, ние после моравме тоа да го направиме да биде економика на Македонија со економика на одбраната, или политичкиот и економскиот систем во тоа време и одбраната и подготовките за одбраната на Југославија. Значи, требаше да се прилагоди тоа сега на новонастанатите услови. Така да, многу работа се заврши во тој период. Факултетот доживеа една поприлично добра преобразба. Тој период Ѓорѓе Старделов, бидејќи се наоѓаме во неговиот кабинет, едно време кажа дека беше тоа еден период на златна доба на Филозофскиот факултет, бидејќи се направија доста добри работи и во самата инфраструктура. Тогаш ние спроведовме неколку проекти први меѓу на универзитетот, че ние бевме пред електротехнички факултет, каде што направивме информатичка мрежа, во која што беа вклучени сите наставници, сите служби и така натаму, секој професор доби меѓу првите на универзитетот свој компјутери и така натаму. Значи, многу работи кои факултетот веќе го издигна на едно прилично високо ниво, бидејќи тој така и заслужува. Само ќе спомнам, тој е основата на високото образование во Македонија, тој е основан 20-та година. Оваа година 105 години славеше. Да, добро. Ке се вратиме на прашањата поврзани со образованието сосема на крај на разговорот, бидејќи така почнавме со тоа, на некој начин ќе го завршиме, бидејќи тоа ќе биде иднината, а сега продолжуваме со она за што сакаме да разговараме. Тоа се почетоците на државата, како се создаваше, кои беа потешкоците, кои беа предизвиците, кои беа проблемите, кои беа работите за кои јавноста и не знаеше. Кога, професоре, знаевме веќе дека Југославија ќе се распадне и дека ние мора да се движиме во некаква нова насока. Иако
И тогаш ми се чини, барем од сведоштва кои ги гледаме од разни тогашни актери, дека и тоа не било сосема јасно и дефинирано дали ние ќе бидеме независна посебна држава или ќе останеме во некаква се уште форма. Па еве, како почна тоа да ни се разјаснува полека? Прво, за почеток во неколку реченици, да ви кажам како јас влегов во тој процес на осамостојување на Македонија и како учествував, иако во еден период и не бев носител на јавна функција, во јавноста тоа не се толку знаеше, и јас не инсистирав на тоа, јас сум човек кој си ги извршувам задачите кои ми била доверени, било каде, и не сум човек, а и така не научија нас, бидејќи сега е, например, политика се да се изнесува повеќе во јавноста, тој пиар сега нели концепт, тогаш беше друго. Например, тогаш луѓето кои работеа на полето на одбраната, кај што јас најмногу имам работено, во основа во јавноста не излегува. Председател Григоров имаше една теза дека војниот министер треба да работи и да го нема во јавноста, затоа што тоа се такви работи кои не може да ги изнесете во јавноста. Но толку за тоа. Сега, мојот ангажман почнува прво со познанството на академик и генерал Михајло Апостолски. Јас бев во Делчево председател на извршен совет и далечната 75-та година, Делчево нешто пред тоа ја имаше манифестацијата Гоцеви денови, тоа беше републичка културно-научна манифестација која се одржуваше во Македонија и надвор од Македонија, тоа беше многу престижна организација и во еден период генералот Апостолски беше председател на таа организација. Ние тогаш, поради организацијата на сите работи, бидејќи Делчево главно беше носител на таа организација, значи генералот не посетуваше, ако не повеќе, барем 2 до 3 до 4 пати годишно и за времето кога се држеа тие активности во Делчево, бидејќи он повеќе беше ангажиран за тоа што се случуваше во републиката и надвор од неа. И тогаш ние се запознавме и тој беше воодушевен од некои работи, ние бевме погранична општина и тогаш од него прв пат слушнав некои работи за Југославија кои си кажувам не ги бев слушнал. Имено тој прво, бидејќи јас бев веќе завршен факултетско образование, имаше малку во Делчево, неколку луѓе беа тоа и така, и тој ми вели дека Македонија секој пат било осудувана да нема воено образование, значи да не формира свое воено водство, своји стратези, да нема, да речам, мисла која што ќе обликува било какви организирани структури во текот на поновата историја, за да може и да формира своја држава и да си ја одбрани својата територија. И тој ми остави еден аманет во тоа време, дека јас морам, бидејќи сум од погранична општина, бидејќи тој рече дека имам доста така напредни идеи за многу работи, дека сум добар аналитичар, дека имаш бистер ум за многу работи, а таа дејност бара токму такви луѓе. И тој ме форсираше да јас одам на постдипломски студии. И јас веќе од тога што е некаде 78-та година се отворија постдипломски студии, први тогаш на економскиот факултет се запишав по негов предлог. А 78 година веќе дојдов на работа во Скопје во рамките на кадрската политика. Значи јас бев заедно со тројца други председатели од општините, од Неготина, од Крива Паланка и јас од Делчево, беме повлечени како кадри за во републиката. И тогаш јас добив место да бидам, тогаш се викаше советник, самостоен советник, нели, за подготовки на стопанството и за државните резерви во тогашниот републички секретаријат за народна одбрана. Значи јас тогаш прв пат, исто така по предлог на генералот Апостолски, влегов, значи, во одбранбените структури и бев 4 години на тоа место. Тоа беше многу осетливо место. Иако магистерската ви беше на економска тема. На економски, да. Јас работев, ќе кажам после тоа, јас да не испадне многу да кажувам за себе, но единствен докторат кој е направен во Македонија на таа проблематика, значи подготовките на стопанството за одбрана и стопанскиот развој. Значи јас истражував врските како може економијата на една држава да се развива
да речам, поврзувајќи се со военот комплекс, воено-индустријскиот комплекс и армијата како голем побарувач на производи и услуги. Тој денеска актуелно, дури сега и војните се водат најмногу за таа работа. Тоа не да е актуелно, туку тоа е сега главна компонента на одбранбеното планирање и на сите тие стратегии. Тоа е интересно, после во Словенија министер за одбрана стана Антон Гризолт и тој беше исто, ја имаше мојата професија, тој стана министер, значи после Јанес Јанша и со него соработуваме доста на таа тема, бидејќи бевме приближно исти во таа област, со тоа што он беше на студии докторски во Америка, ама ние знаете Македонија не можеше тоа да го направи и јас се школував на економскиот факултет. Значи мојата магистратура беше поврзана токму со овој комплексна проблем. И сега одам понатаму. Бидејќи генералот, мене ментор ми беше професорот Клусев, академик Клусев, а коментор, бидејќи темата имаше воена содржина, ми беше Михајло Апостолски, генералот. И уште тројца членови, да не ги сега спомнувам. И фактички од тој период ме презема Апостолски во Скопје за да можем да го дооформам своето образование насочено во делот на одбраната и да форсираме прво воено образование. Јас по докторирањето веднаш одидов на Институтот за одбрана за професор, за наставник на Филозофски факултет, а потоа, знаете, бев во првата матична комисија за воената академија и во втората матична комисија за стартирање, тоа е 99-та, а 95-та е кога ја формиравме воената академија. Значи, јас добивав од него таа поддршка и имав еден аманет кој што мислам дека го завршив. И тоа ми значи многу, бидејќи јас представував во неговата вила на Водно можеби десетици пати. И уште еден куризитет, јас сум со мојата сопруга последниот гостин, кога генералот почина во Дојран, значи тогаш јас добив покана од него да го посетам, јас знаев дека тој веќе беше истоштен и така натаму, не примаше гости, но инсистираа дека тој инсистирал да се види, јас некаде околу 10 часот се видов со него, разговаравме понашироко и тој ми кажа само, одва изборуваше, ми кажа 3 работи, тој Гоце ми вика, што тој Гоцевски вика, Гоце има, ќе ти оставам уште еден аманет, Македонија мора да работи вредно како мравките, тоа го кажувам многу сериозно, тој го кажуваше, бидејќи тие можат 3 пати повеќе да носат теретот колку што се. Второто е да се организирани како пчелите, бидејќи Македонија била секој пат дезорганизирана во историјата наназад. И третото беше да се брани како осите да се организира, за да може да се одбрани од соседите, бидејќи имаме соседи кои ја сакаат Македонија да ја некој присвои, некој подели и така натаму. Сега, меѓутоа, сега престојувајќи горе и дебатирајќи околу тие тези, 2 до 3 пати ги барав белешките, ми се чини дека 2 пати во неговата вила, бидејќи вие знаете дека тие се зети Шура, значи сестрата на Глигоров е негова сопруга, господја Цвета, они се покојни сега. И таму сум престојал кај него и во една пригода, значи тој е некаде, ако да не погрешам, 86-та година, значи 85-та-6-та година, настане една, ние со него седевме во неговиот работен кабинет, настане една гужвичка таму и он рече сега ќе те запознам со еден многу познат човек и влегува еден елегантен господин, Глигоров беше исклучително елегантен човек и представителен и вели тој е економист, ти си економист, еве иако те насочуваме во друга насока, тој јас му кажував на него за тебе и така натаму и сега ние се запознаме тука со председателот Глигоров. Значи тогаш го запознавате председателот Глигоров. Направивме муабет, тој одма ми рече, тој ли е тој од Делчево што ми кажуваше економист? Да, тој го донесоме во Скопје, јас и Боро Денков и Благој го донесоме во Скопје и така натаму ми кажа, планираме тој да биде во таа мојата област да помага на Македонија, бидејќи е ова. И јас тогаш со председателот Глигоров разменив една-две реченички, бидејќи тој беше поим за нас сепак, тој беше тогаш се уште сојузен функционер. Тој беше во Белград на служба. Во Белград, не беше во тука. И тој рече, драго ми беше, ќе се гледаме, ако даде Господ, вика, ова не оди на добро. Прв пат тоа
одговарам на вашето прашање, значи прв пат тогаш јас слуштав официјално. Значи 86. Тука некаде 6-7. 7. Да, дека горе нешто не оди како што треба, вика многу се односите разнишани. Ќе видиме на како ќе оди на Македонија, ќе требаат кадри кои ќе извлечат од ова бунило што се случува. И толку тука заврши муабетот. Вториот пат кога се сретнав, Вас ве изненадали малку тој став тогаш? Бете Да. ли затечен, да речеме, на некој начин? ми изненади тој став, а сега малку време одзема тоа, меѓутоа ќе ви кажам, прв пат тогаш се соочив со едно друго разочарување, тоа е некаде, тоа е малку поранко, кога зборувавме со него за некои работи, јас бев во Загреб на посета да порачам некој, не знам, грб на општината, тогаш имаше ИКОМ Загреб, ако се сеќавате. И таму имаше еден подполковник кој беше технички директор на Брегане на заводот за ремонт на тенкови, тој беше 2000 вработени имаше, тој беше подполковник по чин. И тој дојде во хотелот, ме земе, имаше една елегантна кола Opel 1700 и сега се сеќавам. И но што ми остави впечаток, кога излезе во колата, капата ја симна оделот и во кошула возиме. И рече, одиме во центар да се преоблечам и ќе одиме во некој ресторант. И јас сега се чудам, во Делчево, нашиот командант беше капетан прва класа, па ние сите, да речеме, бевме многу пријатели, му се клањавме на некој начин, тоа беше, ЈНА за нас беше поим. Униформата беше и престиж на некој Но начин. тој ми вели, не во ресторан, тука века на многу места не може да се оде. Другиот ден ме однесе 30 км надвор од Загреб, кај што ми покажа на врата на угостителскиот обед, кај што вика за војници забранет влез. Значи тој како подполковник не можеше да оди во ове. И тогаш јас видов дека нешто не се ова и после 2-3 години како беше, тоа го чув од исто од претседателот Глигоров дека нешто се случува што не е добро. И после сега втората средба кога беше, тогаш ми најави дека, тогаш ми рече дека резултатите од докторатот треба да ми ги дадете, бидејќи во Обединетите нации се организира една расправа за разоружувањето и економскиот развој. Тоа е многу интересно. Наш представник таму е Лазар Мојсов, он беше министер за надворешни работи, ако се сеќавам. И вика, многу ќе биде интересно како, да речам, ете една помошна литература, би рекол на нашински. И јас тоа го направив после, он беше многу задоволен и пак ми рече дека ќе сметам на вас кога ќе затреба. И тука завршува таа цела работа, после Михаил Апостолски почина. Но набргу, значи тоа е веќе 89-та година, мене ме поканија господја Цвета, пошто она му е, нели, сестра на Глигоров, ме покани, рече, имаме еден гостин кој сака да ве види, дали ќе може да дојде, и така, јас отидов горе на Водно и тогаш прв пат официјално седнавме со господинот Глигоров. Значи, тогаш прв пат разговаравме за моје вклучување во неговиот тим за разговори за Македонија. Понатаму, второ, беше дека мора да договориме локација, каде ќе се обавуваат тие договори, бидејќи тогаш беше многу комплицирано да се најде просторија. И тогаш дојдовме до една идеја, филозофскиот факултет, во деканскиот кабинет, јас тогаш бев продекан на факултетот, а декан беше академик Цветан Грозданов. И тие се знаеа со Глигоров. И тогаш ние се договоривме дека што да се случува, ние на факултет не е проблем, во кабинетот во тоа, не може тука служби и не знам Тамо што ќе се наоѓате. И така. И фактички тоа е првиот контакт со него. Но зошто 89-та, професоре, што се случуваше? Значи, според ова што ве разбирам, веќе председателот Глигоров значи почнува да ги прави контурите на некакви тука автономни, независни структури и тела. Да. Веќе 89. Тоа е 89-та година, тој се чувствуваше дека во сојузните органи нешто има што не е во ред, особено и во партијата и така натаму. Значи, според за 89-та година. Да. Сега, 90-та година тој доаѓа во Скопје и тогаш веќе таа поконкретна, нели, средба и ангажман. Значи, тогаш договоривме, значи, конкретно за просториите во филозофскиот факултет. Јас исто така земав обврска во наредните разговори што ќе се водат за Македонија, значи тогаш да го покривам делот за одбраната, значи да бидам на тој дел.
И тогаш договоривме неколку работи кои не сум ги кажувал, али затоа сакам да се потсетам и да ви ги кажам. И со него договоривме тогаш две работи, да направиме една проба како ќе реагираат војните власти во Македонија на некаква наша идеја за формирање на одбрана, посебна одбрана. Војните власти мислите на тогаш на JNA? JNA беше тука, да, и министерот наш беше офицер на JNA, да Тео командантот беше офицер на JNA. Значи тоа беше една огромна сила која ние ја немавме, а таа можеше Македонија, после тоа ќе ви кажам дека нас тогаш ни се стави до знаење дека од 4 до 6 часа Македонија може да се стави под воена управа доколку наредат луѓето од Белград. Сега, првите две работи што се случија по негов налог, кај што јас не бе веќе официјално, да речеме тогаш немаше ангажмани официјално, него беа договори. Значи беа договори. Некаде јуни месец е тоа, 90-та година зборувам, и јас на македонското радио би обезбедија термин тамо, истапив со тоа што ќе се случи и дали Македонија, јас како професор на Институтот за одбрана, дали може Македонија да формира собствена армија. И на прашањата на ваш колега, како би изгледало тоа, и јас тогаш кажав дека прво Македонија мора да се избори не да има единствен систем на одбрана на Југославија, но да има заеднички систем. Второ, нашата одбрана ќе се базира на 3 столба, значи воената одбрана, цивилната одбрана и колективните системи, и натаму зборувам со од сите расположени ресурси и така натаму и све. Сега, после тоа, значи прв пат јас бев повикан на разговори после следниот ден веднаш во Републичкиот секретаријат за народна одбрана, кај што пред тоа работев, бев сослушан од еден многу коректно од еден полковник, среќа тој беше од Малешевијата моја, и тој ми кажа, ти си професор, имаш право да кажеш, си кажал, ја добив наредба да те сослушав, испи си го кафето, ти си ја бркај твојата работа, јас ја бркам мојата работа и повеќе коментари да нема, значи да не ја отвараме натаму таа проблематика, бидејќи е многу лошо времето и вика подобро е да се смири работата. Но ние оценивме дека реакцијата е сосема, значи, блага, што го определија тој човек, тој после беше заменик министер за одбрана, човекот ти помогна многу. Вие проценивте тогаш како ќе реагира JNA тогаш? Па видите, тогаш можеше на телевизија да дојдат веднаш да ве фатат и додите, знаете, да одговарате, да ве се случуваат. Не се случи. Сега, втората работа беше јас да подготвам и таа книвче до 150 страни, се вика суштината и карактеристиките на системот на одбрана на СФРЈ. И јас таму професорски опишав што е, како функционира се, малку неутрално, него ни фалам, него ни кудам многу, ама во последните 5-6 странички напишав дека како што стојат работите, има конфедерализација на економските токови во Југославија, 74-то уставот даде големи ингеренции на републиките и во одбраната, сега нели територијалната одбрана тогаш се формираше, и реков дека многу интересно би било, значи, да се формира заедничка одбрана, каде што, значи, ќе има совет за одбрана кој ќе го сочинуваат командантите на територијалните одбрани на републиките и да има некој совет за одбрана кај што ќе бидат министрите за одбрана. Сега и тоа имаше реакција, исто на тоа, но сега веќе беше незабележителна реакцијата, бидејќи тие, пошто промоцијата беше на филозофски, тие не го приметија тоа како проблем и не беше у јавноста толку, значи, како да се забележат. Сега, кога заврши сето тоа, веќе 90-91 веќе, председател Григоров бараше институционално да почнеме да дебатираме што ќе се случува, значи, со Македонија ако Југославија се распадне. И тогаш почна, тоа го нарекоме Форум за Македонија. Тој Форум за Македонија заседаваше веќе во Деканскиот факултет. Јас веќе, значи, помагав, обезбедени беа најелементарни услови што треба, но најинтересно е што не се дозволуваше тогаш да се водат записници. После тоа, после една 2 години, некои состаноци се држа во Александар Палас, некои кај Трифун Костовски дома. Тогаш нешто, тогашниот потпредседател на влада Блаже Ристевски водеше некои записници, но
На тој форум се дискутираше за 14 прашања и секој од нас беше задолжен за по некое прашање. Кој преседаваше со тој форум тогаш? Преседаваше у принцип председател Глигоров. Тоа беше као дебатен клуб, ама беше главен. Значи председателот го водеше. Да, тој процес, ги закажуваше седници. Кои беа други вака да спомнеме? Значи, Лажа Ристовски го спомна. Некој ако испуштам ќе ми извини. Да. Значи тука беше Ѓорги Старделов, академикот, тука беше Цветан Грозданов, тука бев јас од филозофскиот факултет, тука беше академик Ѓорги Ефремов, тука беше академик Блаже Рист, претезно академици беа Блаже Ристевски, беше Митков од правен факултет и уште еден професор имаш од правен факултет, не се сеќавам, беше Митков и има еден, ми се чини од Кавадарци, беше еден крупен човек, не може да ми текне како се викаше. И од време на време председател Глигоров викаше некои луѓе, кои што и некои не ги знаеме. Знам дека Крстец Равековски доваѓаше амбасадорот Тошев во тоа време, доваѓаше Ахил Тунтек, тој беше исто во дипломатија, и некои други, да ми извинат, значи се менуваше составот и така. Тука доваѓаше Јордан Попјорданов, доваѓаше на тие состаноци и некои други луѓе. Во тие 14 Ксенте Богоев, во тие 14 области сите имаше задолжени. Јас бев задолжен за одбраната на Македонија. Например, Ксенте Богоев беше задолжен за фискалната политика. Тогашниот гувернер на Народната банка... Тоа мене ми наликува вака политички како некоја влада во сенка, да речеме. Влада пред влада, ајде да речеме. Да. На некој начин. Да. И сега одиме понатаму. Да. Тоа продолжува. Ние сите подготвувавме одредени тези и така натаму. После за уставот, сите тие 14 групи дадовме на кој зависи на по 2-3 страни. Например, мојот предлог беше во 3 члена како да се регулира одбраната. После комисијата што го работеше го сведе на еден член, а другите работи да се решаваат во закон. Значи, сега, некаде кога почнаа тие работи, 90-та година, крајот и почетокот на 91-ва година започнуваа преговори за распадот на Југославија. Председател Глигоров го избра, сеќавате тоа што од декември, јануар, како беше го избра за председател, по втор пат, нели? И сега требаше да се водат разговори за можните идни функции на некаква идна федерација. И тогаш председателот веќе за прв пат јас добивам официјална, да не речам функција, ама позиција. Значи, јас бев определен за специјален преговарач на Македонија во името на председателот, бидејќи влада немаше, да ги водам тие преговори и јас во Белград учествував некаде, тие престанаа на 13 март 1991 година. На 14 март Кадиевич отиде во Русија, не доби поддршка и тогаш престанаа тие разговори. На тие разговори, значи, за економскиот дел беше Илија Филиповски определен. Ние 20 беме преговарачи. Сакам да кажам дека Со кого разговаравте од таа страна? сите републики имааше Сите републики. свои представници, јас во тие пишување ги имам и имењата на луѓето, имам го и таа платформа што ја направивме. Всушност, републиките разговараа меѓу себе или се разговараше со Белград? Не, меѓу себе републиките разговараа, а значи преседаваше Топурковски го отвори како он беше член на председателството и исто така Месич учествуваше, ама тие само отвараат и заминуваат, а ние делегациите од републиките се консултираме и изнесуваме нашите ставови. И сега што да ви кажам тамо? Тамо за Македонија што е најважно, значи тоа веќе се види дека од Југославија ништо не бива. Значи Словенија си премолчуваше, таа нас не поддржуваше, некпат, ама најмногу премолчуваше. Хрватска и Србија се расправааше до крај. Црна Гора, нивниот представник, молчеше. Представникот од Босна и Херцеговина прифаќаше се. Те федерација, те конфедерација, те лабава федерација и така натаму. Многу интересно, и ние го поставувавме тоа прашање, имаше представник од Војводина, а немаше представник од Косово. И кога прашавме, вика тоа е одлучено на некој високо ниво, веројатно за надгласувањето имаше некоја калкулација. И сега, тамо, за Македонија кога станува збор, значи ние имавме точно утврдени 4-5, еве по ново, како се вели, црвени линии. Значи ние
прифаќавме некаква идна заедница, лабава, нелабава, ние се со словенците горе долу повеќе се сложувавме, они бараше некоја конфедерација, конфедеративен, нели, тип. Хрватска одеше апсолутно прогласување на републиките за држави. Не прифаќаше никаква заедница форма. А Србија бараше, ако не Словенија оние ја пушта, другите 5 да останат, после и од Хрватска после војната се откажа, ама другите 4 да направат мини федерација која што ќе биде наследник на Југославија, сукцесор на Југославија. Нашата теза беше тоа. Ако 6 републики прифатат било која форма на заедничка држава, не заедничка држава, него заеднички функции на некаква формулација, дали ќе биде конфедеративно и така натаму, тогаш ние можеме да разговараме. Второ, доколку една држава, како што е Словенија, не, тогаш и ние не. Понатаму, баравме мирно да биде дисолуцијата, да се одбегнат војните, баравме председателството да наложи да нема војни. И јас тогаш предложив ова што ви го кажувам за таа заедничка одбрана, предложив тој модел да се примени, слично нешто, додека трае преговорите за распад на Југославија, а тоа беше мојот предлог беше сите офицери и војници да се повлечат по републики веднаш и да се направи таа заедничка команда од началниците на генералштабовите и да се направи тој совет кај што ќе бидат министрите кои се веќе цивили, министрите за одбрана, и така да се избегне војната и конфронтација. Меѓутоа не се прифати ништо. За нас тогаш прв пат се кажа имаше средба меѓу Милошевиќ и Туѓман. Прв пат ја изнесоа тезата дека они се договорија, тоа беше многу страшна работа. Тоаш по ходници некој пат заседававме по цела ноќ горе, тоа беа закани, тоа беа многу незгодни работи. Нас никој не спомнуваше. Нас не спомнуваа повеќе кој ќе не дели. Ако викаат, јас ја чув дека немало таква теза за поделба на Македонија, значи тоа може да зборуваат луѓе, значи кои не биле на тие разговори. Значи јас зборувам кај што сум бил и сум слушал и сум забележил што се случувало. Значи Македонија беше гледана само како плен, некако нечи. Договорот беше меѓу Милошевиќ и Туѓман, значи Србија да признае независна хрватска држава и делот од Босна, тој Херцег Босна како се вика, да им припадне на Хрватска, Србија да прогласи независна држава со Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, со тоа што делот сега што е Република Српска да им припадне на Србија, официјално да им припадне на Србија, а за Македонија да се Милошевиќ и Караманис ли беше тоаш или Мицотакис, мислам, кој беше премиер на Грција, значи ги овластува да преговараа за Македонија и да утврдат границата меѓу нив и како ќе ја решат Македонија. Во тој период се појави идејата, тој беше и во Бугарија, Желјо Желев сакаше да го уклучи тоа, меѓутоа тој не се вклучи, за да смират работева, да нема некакви проблеми. Значи, за нас само тоа се Значи, Македонија не само да потпадне по Србија, туку и дел од Македонија да потпадне под Грција, да се подели. Да, меѓу нив. Не беше само Македонија да потпадне по Србија, него да има и подолу. Покасно, на 13, јас минатиот пат мислам го спомнав тоа, на 13 јануари, кога на 10 јас ги повикав офицерите од ЈНА да дојдат во Министерството за да формираме армија, на 13 имав средба со највисокиот функционер тогаш во СФРЈ, тогаш ми беше ставено до знаење дека они ќе го протестираат Букурештовскиот договор, со кој Србија има целата територија на Македонија кај што прогласуваме независна држава, и тогаш, значи, они ќе бараат да се врати назад и ние. Кој ви го кажа тоа? Тоа е интересно како момент. Кој ви го кажа тоа? Јас морам да ви кажам дека не знаев тогаш. Прв пат видов, тоа беше цивилно лице во еден дебел джемпер. Тоа се случи, после сватив кај се случи на Свети Наум во Охрид. Јас бев однесен со хеликоптер од овде, летавме околу 40 минути. И тамо беше кажано дека никој не смее да ги повикува моите офицери југословенски од ЈНА во. Значи, секој ќе се соочи со ликвидација и не знам што. Второ, останете со нас, со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, ќе биде се во ред. Не го прифаќате тоа, и тогаш ви кажав, протестираме Букурештовскиот договор, не ви ја признаваме црквата, ќе подгониме
косовари од Косово, косовски граѓани да дојдат у Македонија, ќе ја промениме демографската структура и имаш уште една нова 4 беа услови. Јас после сватив дека кога се видов после, бидејќи беше у цивилна униформа, тоа траеше пола сат, тоа беше под најстрого, значи тоа и тие не смеа, бидејќи они беа во војна, тоа беше Благој Аџич. Значи Благој Аџич лично ви го кажа тоа? Да, лично. Јас со него после имам уште 8 или 9 средни. И сега уште ова да ви кажам. Сега горе во Белград, јас го затеков разговорите 9 март, трае уште разговорите во Белград, и во Белград, кога се враќавме од Палата на Федерација, требаше да одиме во Македонската вила. Тогаш почнаа демонстрациите, ова за што зборуваме некаде 13 март, ние се вративме на 14. На 13 март до ноќта престана преговорите во тој формат. И на идење од Палата на Федерација некаде преку мостот на Сава и тука кај што е поштата, железницата, тука нели има една улица и тука нашата кола беше буквално од група демонстранти сопрена. Тие по таблиците ги познаваа колите. Тоа беше една скона, црна скона владина, у која не возеа. И тука стана едно комешање, за малку сакаа да ја превртат колата и тогаш кажа, а ево, значи и овие македонците се издајци, бидејќи ние на преговорите кажуваме дека ние ако една република не влегува, они рекоа Словенија пуштаме, што вие Словенија пуштате, ние се повлекуваме од и тогаш ни са белградските разгласи се зборуваше дека и Македонија е станала, значи, издадена. Тие демонстрации тогаш беа во некој начин на поддршка на планот на Милошевиќ. На Милошевиќ, да, тоа беше Милошевиќ клучната фигура и тој така. И сега тие разговори ни кажаа дека ноќта и тогаш се пушти една верзија дека ја тоа не знам, не сум го после прочитал никаде, читав доста литература, се пушти една верзија дека начело со Кадиевич, нели, как се викаше тоа, Сојузен секретар за народна одбрана, начело со Кадиевич или министер за одбрана, да, дека српското раководство дека било приведено уапсено од армијата за да се спречи сепаратизмот. И дури рекоа дека тоа го поддржал и Анте Марковиќ. И мене тоа после ми беше многу бев вознемирен, бидејќи на таа одлука на председателството и нас не, бидејќи председателството ја овласти армијата да ги употреби сите сили да спречи сепаратизам. Ние бевме република со сепаратистички намери. И јас тогаш се плашев кога во Скопје дојде кукање за командант, значи тогаш ги поставија снайперистите на домот на армијата, председателот е на 100 метра воздушна линија, владата беше тука и така. Значи тогаш од тие преговори, тоа што се случуваше тука, после да ви кажам, многу луѓе мислеа дека се шала некои работи, но кога знаете што е договарано, значи се ви станува јасно. И сега на 14 Кадиевич оди во Москва, бара од министер, тој Јазов се викаше министер за одбрана на Русија, не доби поддршка и кажа дека тоа се распушта. Кадиевич барал поддршка за да се одржи Југославија на некој начин, така како што замислил. Да, тој барал руската армија да ја поддржи JNA, не знам ушто, дали со оружје, дали, знаете каква армија, има специјални единици, има се, Русија е голема држава, тоа е СССР, но тие рекле дека ние не можеме ред да ставиме кај нас. И така да, он уште не се врати у Белград, значи некаде после 3 сати јавено е дека генерал Кадиевич ќе се врати, но таа формат на разговори прекинува и ние се вративме назад во Македонија и сега што одиме понатаму. Значи тоа се договори нов формат на преговори, 6 председатели на републики. Тогаш јас останав значи со председател Григоров да ги тој делот за одбраната, бидејќи таму се највеќе како и на преговорите зборуваше се околу JNA што ќе биде и нешто друго, а сега се зборуваше на тие на 4 за референдумите. И тоа е врзано со нашиот референдум. Да. А пред тоа сакам да ви одговорам на едно прашање зошто јас не влегов у првата влада. Значи на 20 март се формира. Значи, преговорите завршија на 13 март, на 14 март, на 20 март се формира владата. И јас имав прва понуда, значи, апсолутно од... Тогаш се формирал Никола Кљусев. Никола Кљусев, значи, тој беше мој ментор, со него се знае од редовни студии и така натаму од постдипломски.
Но тогаш се направи овде исто така еден договор. Значи овде се направи еден договор, бидејќи јас станав декан, а во владата отиде Цветан Грозданов, Никола Димитров за образование, Цветан за култура и јас требаше за одбрана. Тројца луѓе од филозофски некако тука се држеа разговорите, сакаа да ни направи некоја. Меѓутоа, првата уцена и најголемата уцена од Белград, што Григоров мораше да ја прифати, беше, значи таму по никој случај не може да има промена, ако сакате да не отвориме Јужен фронт. И втората работа беше дека договорено беше јас да останам да му помагам на Григоров околу ова сега 6 средби и плюс да останам, бидејќи бев многу брзо избран за декан, да го држим и филозофскиот факултет како една база кај што можат многу активности да се прават, а тоа не е забележително се уште во јавност. Јас останав на факултет, тоа беше договорено све, и да речеме дури бев задолжен некои излагања во собрание што ги изнесуваше тогашниот министер, со кој ја многу добро стоев, нели, како он беше и професор по одбрана и заштита, и така да ние се знаевме. Значи дури тие читањата што ги имаше, претходно јас морав да ги погледнам. Он почна да забегува. Например, кога донесе владата веднаш набрзо дека нема да праќаме регрути, и тие, ако се сеќавате тоа 10 точки кои ги донесе владата и која стана збрката низ Македонија, тогаш почнаа да ни се закануваат од Белград. Тогаш ние, јас тоа го кажувам, тоа е една национална, значи го сваќам како една национална трагедија, не зборувам за луѓе, тоа историјата ќе си каже зошто, бидејќи генерал, односно полковникот што беше министер, беше ставен на листа за генерали, на 22 декември требаше да му се врачи генералскиот чин. И тој морал да ги случи нив. И во една таква ситуација, а бевме уценети тој да остане на министерското место, тоа беше републички секретар, после тоа стана со законот за одбрана, стана министерство и министер. И значи тој прво одби да се донесе закон за одбрана. Ние без закон за одбрана не можевме да формираме било каква воена формација, бидејќи тоа ќе се оценеше како паравоена формација и беше предмет на напад на Не може да се легализира одбраната. Не може, па така почна во Хрватска и во Словенија. Како паравојни формации ќе се смета, Значи не смеевме тоа да го направиме. А тој одби да донесе закон и ние се најдовме во една исклучително комплицирана ситуација. Значи затоа второ, тоа што кажав како една жална работа за нас на македонците, тој продолжува да праќа регрути во ЈНА и има пратено од донесувањето на одлуката на владата и на преседателот, тоа е некаде март месец или април, 91-та зборувам. Значи, наместо да стопира тоа, има пратено 16.200 момчиња во ЈНА. Имам 53 жртви потоа. Првата жртва во конфликтот е всушност македонец, Сашко Гешовски. Сашко Гешовски во Сплит, да. Буквално го дават на тенкот, тоа беа недраматични снимки. Тоа беа многу незгодни снимки, ако се сеќавате и така. И сега, друго, не имаме проблеми со регрутацијата од страна на нашите сограѓани од албанциве. Тие рекоа дека не сакаме наши луѓе да одат на фронтовите во Србија. И тоа беше јасно и они кажа дека ако се случи таква работа, ние нема да одиме ни во ТЕО, ни во ЈНА. Тие донесоа наредба и тој, ако се сеќавате, Кумановски, не знам, тоа 750 луѓе, не знам дали се вика батаљони, како е, не сум војник, нели, по професија, и они донесе одлука да го пратат да оди за Србија. Тоа беше вклучување на Македонија во војна. Директно. Да. А веќе тогаш беше јасно дека ЈНА не ја врши функцијата која беше предвидена со уставот на Југославија, туку беше ставена директно во форма на српските интереси. На српските интереси, Аџич веќе помина на српската страна, тоа е факт. И сега, значи ние донесоме, односно поминаа тие 6 средби, знаете, за нив немаше никакви успеси. Во мојот дел за одбраната не се многу разговараше, се разговараше за ЈНА, а ЈНА произлегуваше каква ќе биде статусот, тоа каква федерација ќе се изгради, а тие не можеа за ништо да се договорат.
и не може да се договорат околу референдумите и прашањата за референдумите. Ке нас тоа сега ќе го поврзам, се вели зошто референдумот ке нас закаснал. Тоа беше сосема. И зошто е такво прашањето? Затоа референдумското прашање, значи само што можам да кажам за тоа. Чисто да ги потсетиме гледачите, значи референдумот беше, прашањето беше дали сте за независна Република Македонија со можност да влезе во сојуз со другите републики, да. Така. Тоа беше контроверзата на некој начин. Да, така беше, ама ние на последната седница на разговорите кажаме дека може да прифатиме само сојуз на суверени држави. Тоа беше нашиот подход. Кога видоме дека не биви и нас сакаат да не делат, нашиот став беше сакаме ако нешто дискутираме да биде тоа сојуз на 6 суверени држави и после да видиме по принципот на европската заедница тогаш така да ги уредиме односите. Меѓутоа и тоа не се прифати од Хрватска. Имаше едно сведочење на претседателот Глигоров, веројатно сте го гледале. Тоа беше неколку години пред да почне или близко некаде до починувањето на хрватска телевизија, каде што го кажува ова и каде што кажува дека сме добиле, дека Југославија тогаш добила и понуда до Европската унија да го направи тоа на некој начин, дека би добиле финансиска поддршка, дека веднаш би влегле во Европската унија и дека тоа било одбиено прво од Хрватска, а потоа и од Србија. Нудеа значи брзо влегување во Европската заедница, 9 милиарди долари за помош за како се вика тоа за обновување или за стопански развој на Југославија и нудеа да се направи некоја заедница како што бараа Словенија и другите и така натаму, но тоа не беше прифатено. Тоа е истина и затоа после се отиде на тоа раздружување со војна. И сега да ви кажам, имаше 4 од 6 средби на 4 се дебатираше како да се прогласи независност и знаете, веќе Хрватска и Словенија кажаа дека и они го беа решиле веќе на втората седница која се држеше тамо беше на почетокот на април веќе. Во меѓувреме не спомнавме пропадна и платформата Глигоров Изетбеговиќ и таа пропадна како идеја. Таа пропадна како идеја, текстот тамо што е за одбраната е исто мојот текст, затоа меѓутоа јас и на претседател тогаш му велев и други луѓе му велеа од тие посебно дипломатите што ги спомнав кои ги почитуваше, они му велеа дека тоа нема, ама сега можеби не е за јавноста популарно, веројатно тоа беше во една функција да се малку добие на време. Ја мислам дека и самиот претседател не веруваше многу, тој сакаше да Изетбеговиќ да му помогне. Вие сеќавате, имаше една тајна средба денот кога се прогласуваше нашата национална валута, јас не бев во собранието, тогаш се одржа таа позната тајна средба меѓу Глигоров, Изетбеговиќ, Аџич, Костич и мене. Ние петорката преговараме цел ден. Се одеше да се помогне на Глигоров, сакаше на Изетбеговиќ, бидејќи и тој беше ептен во незгодна ситуација. И беше свесен дека таму како ќе биде, како може да биде. Така и затоа он сакаше да помогне и затоа рече тоа да го турнеме малку да видиме како, но немаше некој цврст став дека тоа ќе излезе нешто, но тоа така е. Сега, значи, зошто се одоговлекуваше? Србија бараше, кога ќе се гласа за осамостојување, да гласаа сите граѓани од, да речеме, од српска националност во Југославија да гласаа за идната федерација или за идната српска држава. Значи, тоа не го прифаќаше никој, затоа што тоа веќе одеше во друга насока. Хрватска бараше секој сам да се произнесе, Словенија рече ние тоа го завршиме во парламентот, неелегантно тоа го завршија. Босна не знаеше што да прави, бидејќи имаше разлика меѓу нив. Црна Гора немаше став и ние исто така баравме ова формулација да биде за независна држава, ама и овде ќе кажеме на работа, тоа е втората уцена, има многу уцени. Едната беше околу назначувањето на одредени луѓе, тоа се 7 луѓе кои ни беа наредено ако сакаме да не се отвори војна во Македонија, да останат на своите позиции. Тоа беше втората, значи... Кои беа тие 7 луѓе? Не можам да зборувам, затоа што тоа и од оваа временска дистанца не би кажал? Брзо е. 50 на години треба да поминат. Јас имам еден документ кој случајно е, викам ти, тој во архивот го дадов и многу интересна работа е, ние
тогаш кога формиравме тој тимот што ќе води армијата, тоа е таа така речена тајна средба, тајна вечера ја нарекоа они, тоа е некаде 14 март е тоа. Ако не се лажам, или март беше, ќе видиме, тоа не е толку битно, март ја мислам. Да, 14 март 92-та, каде што прво во таа екипа тамо што е тројца луѓе се во таа екипа што беа уцените, едната личност која не прифаќаше нисто освен начелник на генералштабо, значи и тој имаше поддршка од овој горниот од Белград. Другите не можам да зборам, а после тоа следниот ден од службата за безбедност добив еден акт државна тајна во кој па тамо наведува еден куп на луѓе кои не смеат да бидат земани во армијата, но кој ќе ги видите имењата, значи имаше ривалство меѓу службите, имаше подметнувања. Од чива служба за безбедност, од сојузната? Зборуваме? Од нашата, но тоа беше под белградска команда. Значи, сепак под контрола на Белград на некој начин. Значи, таа листа која сте ја добиле од службата за безбедност, луѓето кои се неподобри, значи можеме да кажеме дека тие луѓе биле за Македонија, што они ги сметале дека не се. Така може да интерпретираме на некој начин? Јас така можам да го имам. Затоа и не сакам имења да спомнувам, затоа што има луѓе за кои што јас можам да гарантирам. Има многу други луѓе кои после добија и позиции овона, за кои што јас ако сум одлучувал, никпат немаше тоа да се случи. Сте ги виделе некаде на тие листи? Да. Сте ги виделе на тие листи некаде тие? Тие не. Тие беа, таа друга беше листа која ја добиваше претседателот и јас. И тоа беше многу непријатна работа. Малку ќе зборуваме после и за 21 да не го испуштиме, да ви кажам, многу една интересна работа има. И сега гледајте, одеше натаму тоа, кај нас се одлучи за референдумот. Пазете, има многу приказни околу таа работа кои не се вистините. Например? Па сега не, кој составувал листата, кој каде го правеле прашањата, се ми кажуваат имиња кој го правил, каде го правил, тоа не е така. Имаше задача владата да понуди прашање, од претседателот замоли владата да направи ова и во владата имаше, сега можам тоа да прозборам, имаше две групи. Имаше поделба во владата за тоа. Едната група мислеше дека на собрание да одиме, бидејќи тамо е сигурно мнозинството и така, и брзо тоа да се направи. А другата група сметаше дека треба да се оди на референдум. Дури успеа и премиерот Русев, кој е исклучително заслужен и национално определен човек, и него некако го подисплашија дека немој, знаете, референдум е незгодна работа. У тоа време се уште добро се живееше, Анте Марковиќ беше тука. Вие знаете, у Македонија се формира движење за Југославија на Анте Марковиќ, тоа исто многу луѓе ги, сепак сме живееле 50 години у таа држава. Имаше една резерва и он се двумеше и дури на разговорите кај претседателот, он преовладуваше таа идеја. Меѓутоа, кога се направи една дискусија во еден поширок круг на луѓе, мисчини беше и Крстец Црвенковски, беше Тошо Атанасовски генералот и некои други луѓе, сепак претседателот одлучи дека референдумот е најдобро, бидејќи прв пат прогласуваме независна држава, тоа мора да биде по сите меѓународни стандарди. А меѓународните стандарди викаат самоопределување на плебисцит, значи на ова. И тогаш се направи тоа прашање. Првиот дел беше многу јасен, немало. Другиот дел беше додаден, и толку можам да кажам, заради да се амортизира уцената од армијата дека може да го уапсат македонското раководство. А ќе ви кажам на кои места тоа го кажам. Значи тоа беше на некој начин повеќе да се задоволи тој дел, дека постои една, ајде да речеме, дали е тоа урбан мит, урбана легенда или, ајде да речеме, верување кај голем дел од населението дека референдумското прашање било такво, бидејќи референдумот тешко ќе поминал кај населението, тогаш за независна држава. Да, имаше такви дебати. Дека и тоа е, да речеме, компонента од референдумското прашање. Бидејќи ова што вие сега го откривате е нешто што беше тотално непознато,
но ова што беше пласирано во јавноста е тоа, дека прашањето е такво за да едноставно да помине. Јас зборувам Бидејќи голем дел од населението се уште беше силно пројугословенско. Јас мислам, бев јасен, нели, дека имаше такви дебати, имаше ова, имаше процена, тоа е нормално кога има референдум, па вие знаете и последниот референдум што се случи пред околу името, видовте што се случи. Се употреби многу слична методологија, ајде да речеме. Така да, значи, во основа одлуката се донесе во кабинетот на председателот и тоа беше ова што ви го кажав, бидејќи не смеевме да испровоцираме, баш у тој период имаше најголеми притисоци, тогаш ви кажувам, дојде тој Куканијас прочуен и тој, вие знаете дека кога речете, или тој на конференција за печат, тој е снимено дека ќе го бомбардира Скопје ако требе, дека ова, дека она, тогаш и изјавата несреќна на генерал Асовски кога го праша новинар, што вие мислите за тоа, вика ако дадат наредба, вика ќе го направам тоа. Така да тоа беше една огромна конфузија, ако луѓето мислат дека тоа било елегантно. Не беше. Пак зборувам, еве ќе ви кажам еден податок. Во полна форма, кога беше третата воена област, Скопската ние што викаме, таа не е само за Македонија, него има и Косово и нешто повеќе. Јужна Србија. Ама беше командата тука и целото јадро беше тука. Она броеше до 36.000 војници, од командантот до последниот војник. Со 200-300 оклопни возила, тенкови. На Приштинскиот аеродром имаше 30 на 40 на борбени авиони. И да не зборувам за друга техника и технологија, вклучувајќи одредени ракети со среден дострел, кои ги имаше и на Скопскиот аеродром, а ги откривме после уште на 2 други локации во Македонија за кои може да сонувате. Значи таа да речеме трета војна област или луѓето и техниката со кои располагала ЈНА во третата војна област не, еве да речеме македонската армија во независноста никогаш не достигна ни блиску до таа сила војна. Нема шанса. Зборуваме само за тој дел тука, да. Нема шанса тоа. Добро, 1991 8 септември, сите знаеме, референдумот поминува, се прогласува независноста на 8 септември, но се уште траат процесот на заменување на ЈНА од Македонија. Уште не беше започнат процес. Уште не беше започнат, да. Тогаш тоа беше исто така, да речеме, најтешкиот дел. Ке си одат, нема да одат. Имаше тука повици да се блокира заминувањето на ЈНА, имаше повици да се создадат вооружени формации кои тоа ќе го направат. Од друга страна, имаше и други притисоци од страна на тогашното албанско малцинство во Република Македонија. Еден прилично тежок мозаик, тежок период. Да. Ето 8 септември помина како помина добро 8 септември. Ние бевме значи задоволни во тој период, значи но ние немавме устав. Мораше устав да се донесе. Значи почна интензивно на 17 ноември, значи стигна уставот и тогаш се виде една многу чудна ситуација нели во Македонија, дека ние имаме проблем малку и внатре. Ние еуфоријата на таа независност запоставувавме едно прашање, а тоа беше структурата на македонското општество и вие кога градите политички систем или после ја тоа го на моја кожа осетив и ја затоа во армијата, нашата армија името како го доби и така натаму и јас сум престојувал по општините у Западна Македонија за 10 дена по 20 пати сум одел. Ние моравме да излечеме армијата да го пресликува македонското општество. Значи, и вие знаете кога дојде уставот да се гласа дека албанските представници значи не гласа. Абдурахман Алити покојни сега, председател на нивната партија, беше многу кооперативен човек. Тој се расплача дури кога се случуваа многу работи. Тој беше за Македонија, беше еден од најголемите заговарачи Македонија да прогласи независна држава. Меѓутоа тој го чувствуваше значи и мислењето, јавното мислење кај нивните граѓани дека тие со нашиот устав некои стекнати права што ги имале, полека, знаете, ги изгубуваат. Останаа без документи, останаа ова и некои други работи, сега нема да навлегувам. И тоа беше многу незгодна работа и затоа, кога
ние го донесоме веќе, ќе одиме да кажам, кога веќе јас отидов во министерството, тоа кога се расчисти, оти там па беше исто гужва стана, нели, ние најмногу се плашевме да се однатре покрај овие, да речам, меѓунационални односи, да не ги влошиме, беше и да не избие внатре војската, пошто настане едно ривалство меѓу територијалната одбрана, на нашите, имавме многу ентузијасти офицери кои сакаше брзо да правиме армија и стана една Полицијата. Да, и полицијата и таа сакаше, имаше една идеја да нема војска, да има полиција и така натаму. Јас тоа го опишувам у некои работи, тоа е многу тешка дебата. Ама што сакав да кажам? Значи, ние веќе одлучивме одиме натаму за да смируваме ситуацијата, пошто тогаш се појавија во Кичево и во Тетово, значи идеи за формирање на албанска национална армија, тоа е позната работа. Ана се викаше и плюс територија на Илирина, знаете тоа. Да. Втората работа е на другата страна, значи десно национално ориентирани луѓе предлагаше да се формира Македонска национална гарда. Токму така се викаше, со помош на Источниот сосед, вака сега го кажувам. Со помош на Бугарија. И со помош на задгранични комитети. И требаше да биде тоа Македонска национална гарда, еднонационална војска. И тоа беше во Македонија веќе, знаете, крај за и унитарниот карактер и тоа. И тоа мораме да го надминеме. Интересна ми е паралелата со Збор Народне гарде на Хрватска тогаш, на таа паравојна формација која беше формирана. Да, па тие имаше комуникации некои со нив, знаеш, имаше памет добивавме од Хрватска, после дури бидејќи исто е ЗНГ, МНГ. Да, така е. Има да не ги спомнувам некои работи, например, во тој период требаше да се решат кога веќе дојде до распадот и кога го донесме законот за одбрана и почнаме да формираме армијата, ние требаше да решиме околу 100 и некаде колку илјади луѓе. Територијалната одбрана броеше 95.000, тоа беше резервна армија. 3850 офицери македонци од ЈНА, 1850 граѓански лица вработени во ЈНА, 300 до 400 питомци на воените академии и средните школи низ Југославија. Тоа треба да се врати назад. Ние успеавме тоа да го направиме, тоа само може да нагаѓа човек. Ја и не знам како сме издржувале тогаш и така често пати секретарка, таа беше и порано во министерството која работев, колку години пред тоа, тие беа, знаете, многу обучувани луѓе, таа беше многу и стручна и така натаму. Таа често пати, кога влегував таму да ви каже некои работи и вели, министре, погледнете ме вие, вика, не може да ме погледнете, гледате натаму наму, да ви кажам некоја работа. Ја и викам, мислам на 3-4 работи. Имате повик некаде инцидент, имате повик некаде не знам што, знаете со Охрид со бродовите, знаете со прилеп со касарната, не знам, минирањето Ѓорче Петров, минирањето на аеродромот, ние имаме сериозни работи кај што објекти они ги минираа пред да почне ЈНА ги минираа. И војната така почнува, некој куче ќе нагази мина и потоа знаете Ајде, ова е интересно, што се беше минирано? Што беше минирано од страна на ЈНА? Јас спомнав сега некои објекти, значи касарната од Ѓорче Петров беше минирана, беше аеродромот миниран, ние тука интервениравме многу жестоко тоа да не се случува и имавме на повеќе други места. Например, имаше закана во домот на армијата, кога прв пат нели имавме едно представување, дом на армија, се сеќавате. Со ова тогаш ние неколку часа се мислиме дали да одиме или да не одиме. Прв пат ја представуваме армијата во објект кој го примаме. Председателот и јас го тргаме тоа ливчето дом на армија. Ние имаме закани дека доколку се одржи тоа дека домот ќе биде миниран. На првиот ден, тоа сакав после да го кажам за Крива Паланка, пошто тоа сега се случува после толку години на 9 март. Значи, вие сега треба да одлучите. Во Крива Паланка, ќе го објаснам после. За првата караула, према предавањето. За Крива Паланка. Тие кажа,
дека бензинската пумпа која е одма на 50 метра е минирана. Која ќе дое министерот ќе биде дигнат у воздух и пумпата и министерот и све друго. И сега вие треба да одлучите. Има една друга случка која не можам да ја заборавам. Две. Со авиони. Кога јас отидов на командантот на Третата воена област да му кажам дека аеродромот не го давам, ако треба и ќе употребиме сила, тој рече во ретија, седи таму у ходникот, таму тој ходникот кој што се министерот и началникот, на тие исти се тие фотелите, таму сум преспивал после 24... Во Генералштабот, во Министерството за одбрана. Министерството за одбрана, тоа беше тогаш командата. Во канцеларијата на началникот беа тие обезбедувањата со тие панцери, манцери, шкорпиони, тоа да се исплашиш од нив, а од другата беше командантот. И сега тој почна да вика, да ова, да она, јас слушам дека он се јавува, ја тогаш разбрав дека командата на воздухопловството за нашиот дел за Македонија е на Приштински аеродром. Нише прва е Приштина, па Ниш, па Белград, така и е тоа командна линија на... И он вика, и на него му кажуваат, тамо, вика, сега они ќе видат за пола сат, гледај што се случува, што ќе се случи. За пола сат Скопје го надлетува борбени авиони. Јас седам и гледам и јас знам што е проблемот. Луѓето си мафта надвор, гледа авиони, никој не сваќа што се случува. А борбен авион технички може да испушти некоја бомба и војната почнува, така почнува војната. И второ, кога беше примопредавањето, тоа не може да го заборавам, во Меджитлија, тоа беше набрзо по донесувањето на закон о примопредавањето на објекти. Јас отидов таму, на некои клучни места морав и јас да се појавам. Отидов таму и таму заврши таа церемонија. Тогаш грчки авиони ја надлетуваше Македонија постојано. И тогаш велам дека да е тоа случајно, тоа не верувам. И ние кога излеговме од касарата натаму, надлетаа 2 или 3 борбени авиони, летааше, јас мислев дека удираат у нас. Значи, може да... Ниско. Ниско, од 100 метра надлета, ние спопаѓавме како глувци таму. Нема тоа играчка, ти немаш... Директна провокација. Провокација. И така се случуваат тие работи, сега да ви кажам за ова. И сега, ние го донесуваме законот на 14 февруари, значи апсолутно едногласно, значи пратениците секоја чест, значи Закон за одбрана. За одбраната. Јас зборувам оти уставот само даде основи да се формира, ама по одредбите на уставот ништо не може да формирате. Значи осама вика се формира Министерство за одбрана, формира се армија и толку. И сега мораше тоа се направи. Работиме деноноќно, тоа се заврши брзо, да не зимам време, ама сега ние имаме закон, армијата е тука, туѓа армија. Не се јавија овие преговарачи. Лорд Овен вика, каква е ова независна држава, со туѓа војска. Ако не иселите војската, заборавете на независност. Му го кажа на Григоров, ми го кажа мене 2 пати и му кажа на министерот за надворешни работи Денко Малевски. Дури него му рекле, Лорд Овен му рекол, секој племе не мора да има држава. Ако не го направите тоа, заборавете. И нас ни рекоа, нема независност. Ако имате устав, јас затоа имам една реченица, ја повторам, нам не оставија еден ден да се израдуваме на независноста, па дури до денеска. И сега, што да правиме? Договараме стратегија, нели? Пишаме писмо до генералот Хаџич, тој веќе стана и министер, ама стана и, как се вика, началник на генералштаб. Тој ги врши двете работи. И му пишаме писмо дека ние сакаме да преговараме, неќеме војна со армијата, ние ја почитуваме, имаме добри искуства. А добро, кој беше тогаш ставот на ЈНА или на српското, на Слободан Милошевиќ? Тој едноставно што сакаше? Не сакаше да иселе армијата. Се седеше тука и се чекаше што им беше ставот. Ќе дојдеме сега до 9 март. Да. Тогаш си покажа роговите. Да. И сега првиот пат не одбија, втор пат пишуваме пак писмо, председател Григоров го подпишува, после тие на нашто не одговара. Што значи тоа не одбија? Што велат не може? Не може и готово, не може. Тамо е армијата, никој не смее да пипа ЈНА, кој пипне ЈНА, значи добиваш тоа што ви кажав и така.